Dobro večer, braće i sestri. Se собрахме вечера овде да им дадеме подршка на нашите браќа и сестри маченици кои се неправедно малтретирани и се жртви на политичкиот прогон кој го прави хунтата на власт предводена од антидржавната партија СДС. Оваа политичка инквизиција, која нема никаква врска со правен поредок и функционален судски систем, ја користи оваа прилика преку измислени обвиненија и квалификации да се пресмета со своите опоненти, да се нарече тероризам она што нашите браќа и сестри го направија при својот обид да се одбрани уставот и суверенитетов е предавство од највисок вид. Ако не знаат што е тероризам, да им појасниме од овде. Тероризам е пеењето на странска химна од говорницата во парламентот. Тероризам е нелегалниот избор на председател на тој парламент, преку гласање со две раци надвор од деловникот. Уште поголем тероризам е подметнувањето на платформи изготвени во странски држави, како ултиматум за преговори за формирање на владино мнозинство. Тероризам е нападот на владата од страна на терористите од Платеничката револуција и симнувањето на државното знаме од јарболот пред владата на Република Македонија. Тероризам е палењето и вандализирањето на канцеларијата на председателот на Република Македонија. И за крај, најголем тероризам е распродажбата на македонските национални и државни интереси на сите оние кои ти помогнале нелегитимно да дојдеш и да се одржаш на власт. Сакам од овде да им порачаме на оние кои се подготвени да виткаат кичми и да кажуваат дека сите наши проблеми се наша вина, затоа што сме ги провоцирале соседите, дека може само да ги виткаат своите собствени кичми, па и нека ги скршат ако сакаат. Да ги скршат! Но по никоја цена нема да дозволиме да ја виткаат кичмата на нашата татковина, Република Македонија. Ова што го прават, ќе ги прогонува за цел живот, а ќе ги прогонува и долго после тоа, затоа што ќе остане запишано како срамен историски факт, кој нивните потомци ќе сакаат да се избрише. Исто како што сега некои сакаат да го избришат фактот дека биле фашистички окупатори. Нивните постапки ќе се паметат и ќе се прераскажуваат како мизерни и предавнички, како што денес се прераскажуваат постапките на оние кои ги предадоа Турунџев, Ченто, Шишков и Богдановски. ВМРО ДПМН најестро се спротивставува на оваа неправда. ВМРО ДПМН бара безусловно запирање на сите овие монтирани процеси и итно пуштање на слобода на сите лица кои се офатени со овој класичен политички прогон. И да им порачаме од овде уште еднаш дека ВМРО ДПМН останува на улиците, се додека хунтата ги гази граѓаните и се изживува врз нив. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Македонија!
Твоя